5 мај 2024 година во недела е најповолен термин за одржување на редовните парламентарни и председателски избори со цел да се избегнат два изборни циклуси и да се заштедат пари. Во спротивно, граѓаните од свој џеб ќе платат најмалку 12 милиони евра, односно по најмалку 6 милиони од изборен циклус, за рекламирање на политички партии, печатење гласачки ливчиња, хонорари за членови на избирачки одбори, јавни огласи во светски весници за граѓаните од дијаспората да гласаат. Има логика да биде и заедно во тие недела или две колку што се преклопува и од една страна би било поевтино, а и не би било значително отстапување од парламентарните избори 4 годишен мандат. Така да по мене соодветно така да се направи. Секако има аргументи да се бидејќи се посебни процеси председателски и парламентарни избори и веројатно допрва ќе се прави буџетот, па може да се предвиди и за едните и за другите. Шеф на држава се бира во последните 60 дена од мандатот на актуелниот председател, а собраниски состав во последните 90 дена. Мандатот на Пендаровски истекува на 12 мај идната година, а парламентарните избори согласно уставните рокови треба да се одржат најдоцна до 4 август, денот кога е одржана првата конститутивна седница во 2020 година. Доколку се вратиме 90 дена поназад од истекот на мандатот на собранискиот состав, не се исклучува можност парламентарните да се одржат викендот на 4 или 5 мај. Председателските избори исто така би можеле да се одржат на 5 мај. Според Кржаловски, владеачката коалиција не сака спојување на термините, дека може би стравува од двоен пораз. Веројатно би имала предност да се посебно отколку да се заедно, бидејќи во еден налет, да речеме, опозицијата би можела да ги добие двете, вака ќе се издише на некој начин гласачкото тело, па можеби помалце ќе има излезност на изборите, особено ако се во летен период како што беа минатиот пат. Па ако ништо друга, разликата ќе е помала или поразот поднослив. Премиерот Ковачевски рече дека председателските избори ќе се одржат во втората половина на март, а парламентарните во втората половина на јуни. Законот дозволува со термините за председателски и парламентарни избори да се маневрира 60, односно 90 дена.